Скандалозното однесување и работење на виде директорот на Агенцијата за филм, тема на разговори во собранието. На седницата за пратенички прашања, пратеничката од редовите на ВМРО ДПМН, Велика Стојкова Серафимовска, јавно го праша премиерот кога планира да го разреши Бојан Лазаревски, првиот човек на Агенција за филм, за кого година дена медиумите објавуваат скандали, а дел од нив биле и потврдени од антикорупцијска. Претеничката Серафимовска потсети дека минатата недела Државната комисија за спречување на корупција побара да биде разрешен директорот на агенцијата, а пред 4 месеци и Министерството за култура дало негативно мислење за неговиот извештај и неговата работа. Актуелниот ВД директор на Агенцијата за филм, господинот Бојан Лазаровски, работи незаконски, зашто би требало да сноси кривична одговорност. Односно, дали владата постапила согласно извештајот на за човечки ресурси и одржлив развој, односно на полугодишниот извештај за работа на Агенцијата за филмот согласно член 19 од Законот за филмска дејност се наведува дека веднаш треба да се реагира и дали согласно овој извештај итно владата распишала јавен оглас за именување на директор на Агенцијата за филм. На ова Ковачевски кажа дека тој не можел како премиер да го разреши, туку тоа го пребела владата. Вели со голема сериозност ги земал констатациите на антикорупцијска и за конкретниот случај со директорот на Агенција за филм требало да се соберат сите информации, да се достават до обвинителството, а потоа да се донесе одлука. Одлуката ќе биде донесена откако ќе бидат соберени и други информации од други институции, со оглед на тоа дека постојат информации дека во таа област од страна на повеќе инволвирани страни постои одредена индиција за конфликти на интереси на неповрзани институционално лица, меѓутоа поврзани во случајот, и заради прибирање на сите потребни информации пред носење на одлуката, на владата ќе биде потребно уште одреден период на време. Инаку, иако многумина гледаат корупција и незаконитост во директорувањето на Лазаревски, тој изјави дека е изненаден и шокиран од обвинувањата на институциите, бидејќи очекувал пофалби за неговата работа и успехот на Агенцијата за филм. Дека во работењето на агенцијата има криминал, алармираа неодамна и бројни филмски работници. Режисерот Милчо Манчевски обвини дека агенцијата е претворена во дувло на криминал и неспособност, додека пак режисерот Јани Бојаџи алармираше дека се финансираат проекти само на уметници подобни за власта. Инаку, директорот на агенцијата е назначен на функција, иако нема никаква врска со филм и доаѓа со претходно искуство од банкарскиот сектор.